Јас не сакам да зборувам за ветинг, сакам да зборувам за прочистување на судството и за јакнење на судските институции, бидејќи сметам дека ветингот ниту терминолошки, ниту пак правно е прифатлив во констелација на македонскиот уставно-правен систем онака како што е сега поставен. Било какво влегување во ветинг на судиите слично на она што постои во Албанија или она што е направено во други земји од Источна и Централна Европа, налага влегување во измени на уставот и менување на законската рамка. Ние зборуваме со години на назад дека правиме реформа на судството, постојано се менуваат закони и последните измени беа на законот за судовите и на законот за судски совет, со кој на судскиот совет му се дадоа поголеми надлежности да може да ја оценува не само работата на судиите преку квалитетот на одработеното, туку и да одлучува за нивното унапредување или обстојување на судиската функција по еден нов критериум, а тоа е интегритетот на судиите. Значи, и појавноста на судиите треба да гарантира правна доверба од страна на јавноста. Значи, целта на едно прочистување на судството треба да биде јакнење не само на судството и на довербата во судството, туку и на институциите кои што имаат надлежност да работат на прочистување на судството од судии кои што се корумпирани или поврзани со криминални елити. Што можеме на вас? Бидејќи ево и вие не верувате во ветинг, исто така викате дека треба да има реформа. Дали мислите дека државните институции, пошто веќе е докажано со СЈО дека ние во друго, во СЈО пропадна тоа, СЈО дали мислите дека неопходно е да имаме надворешни експерти кои што за одреден период ќе ги наблюдуваат сите случаи судски, за да може да имаме вистински ветинг или реформа. Сакале или не, ние мораме да работиме со експерти од надвор и ние постојано имаме интеракција или размена на мислења со експерти од надвор и особено во моментот кога земјата ќе започне преговори со Европската Унија, за нас нема да биде само основ за споредување она што ние го правиме, туку она што се бара од нас како една земја членка на Европската Унија. Вие гледате во Полска изминатата година имаше обиди за под закрилата на реформа на судството за упад во судскиот систем, меѓутоа во тој случај излезе со свој став и судот на правдата. Меѓутоа, експертите кои што исто така од надвор ја помагаа работата на Полска во реформата, застанаа на страна на независноста на судиите. Знаете што не се работи овде дали се работи за тоа дали некој е против ветинг или за ветинг. Важно е да се избере најдобриот модел кој што ќе овозможи да се врати довербата не само во судството, туку во институциите. Нашиот проблем е, како што и самиот рековте, слабото функционирање на институциите генерално. За да дојде до видливост дека нешто не е во ред со судството, тоа само по себе повлекува дека институциите кои што ги носат предметите во судството и самите не функционираат онака како што се очекува во една земја која што има демократски механизми. Како да се спроведе? Со јакнење на институциите, значи не може само, треба да се исчистат институциите од непрофесионалци. Значи, долго време институциите, не само во правосудниот систем, туку и во државната управа, во администрацијата, во полицијата, се полнеа со партиски кадри, се полнеа со луѓе кои што немаат потребно знаење, го немаат потребното искуство. Сега е момент да им се помогне на тие институции да ја свртат страницата кон професионализмот. Тие сме, кои што сме, треба да се работи со тие луѓе и да се прочистат, да останат во институциите оние кои што се кадарни да се носат со задачите кои што им се доверени. Ама за тоа треба волја и партиите се наметнуваат кадри. Апсолутно, да. Без политичка волја тешко се прават реформи. Јас сум убедена дека и кај политичките партии има волја да се оди напред во реформите, меѓутоа прашањето е на разбирање, на знаење, на незнаење и на крај која е крајната цел? Дали сакаме демократски институции и дали навистина сакаме преговори со Европската Унија или тоа се само некакви декларативни заложби?